Токму за оваа работилница, за овој проект, но и за се останато што е поврзано со Националниот парк Пелистер, утрово ќе разговараме со господинот Пеце Цветановски, кој што веќе го имаме во нашето студио. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата, пошто е наше прво гостување во вашата телевизија, посакувам успех и понатаму и во работењето и често да се гледаме. Ви благодариме, да, токму така, да се гледаме често, затоа што навистина Националниот парк Пелистер има со што да се пофали, има теми на кои што би зборувале токму за него, сепак е нешто кое што ни се наоѓа токму овде во Битола. Еве јас ќе започнам токму со оваа работилница која што во понеделникот се одржа и одблиску да не запознаете со овој проект Натура 2000. Па мора да кажеме дека проектот Натура 2000 е нова работа, не само за нас, туку и за нашата јавност, но е добар знак, бидејќи најчесто кога една земја треба да се зачлени во Европската Унија, првичната варијанта на еколошки план е таа да мора да посочи локации каде што ќе се спроведува проектот Натура 2000 и потоа истите да ги одржува и да ги реализира додека станува членка, односно кога ќе стане членка во Европската Унија. И тоа е на некој начин добар знак дека еве Европската Унија очекува ние наскоро да се најдеме на тој пат, иако многу често тоа се смета дека ќе биде малку подалеку. Но не е тоа битно, битно е следното. Натура 2000 постои веќе 20 години откако почна Европската Унија да се проширува и намерата е да се зачуваат видовите на птици и одредени други живеалишта, животински растителни, кои што постојат како специфични во Европа и такви сега во Европската Унија има околу 27.000 разни локации, кои влегла и Република Македонија таму и со на својата Натура 2000 треба да даде придонес во зголемување на бројката на таквите живеалишта кои што се заштитени. Што се штити? Со едната директива за птиците се штитат околу 550 видови на птици кои живеат во Европа. За наша среќа, веројатно ќе видиме со сета наша бројка присутни таму, бидејќи она што е ретко или го нема во Европа, кај нас го има малку повеќе. И втората варијанта е директивата за заштита на живеалиштата, каде што се заштитуваат водните живеалишта, како мочуришта, други станишта каде што живеат птици и диви животни, но и самите видови на диви животни кои што живеат во тие заштитени простори. Од тука националните паркови во Република Македонија веројатно ќе бидат пилот проектите за спроведување на Натура 2000 пред Македонија да почне да пристапува формално во Европската Унија. Ова е навистина еден значаен проект. Што значи се тоа за Националниот парк Пелистер? Рековте ќе се заштитат сите тие живеалишта на птици, на диви животни. Колку голема придобивка е тоа? Може само да зборуваме затоа што навистина треба да се заштитат тие работи кои што ги имаме овде и се. Видете, со оглед на тоа што Националниот парк постои од 1948 е најстариот национален парк во поранешна Југославија и секако во Република Македонија, тој има своја традиција на заштита на животинскиот и растителниот свет, прогласен заради моликата како специфичен дрвен вид кој што го има тука најзастапен, но од друга страна постојаната работа на Националниот парк е да ги заштитува тие животински растителни видови. Ние имавме и прв национален парк кој што во Република Македонија имаше план за управување со по новиот закон, сличен на европските закони за заштита на природата, така што искуство имаме, обврски имаме, ние тоа секојдневна работа е наша и го исполнуваме. Сега Натура 2000 ќе не опфати, да речеме, веројатно нас, затоа што ние веќе тоа го правиме и ги имаме тие видови, но ќе се проширува и на други простори во Република Македонија, па ако во некоја локација, да речеме, еве, близу Туланата во Битола имаше мочуриште порано. Ако тоа постои понатаму и таму постојат одредени видови на птици кои што живеат само таму, тогаш тоа ќе мора да се заштити со Натура 2000. Значи таа не се однесува само на националните паркови, туку и на сите локации каде што живеат луѓето. Било градови, било околина на градовите и така натаму, каде што има нешто ретко, што не би требало да се уништи, тоа ќе треба да се заштити. И она што државата ќе го прогласи за Натура 2000, ќе мора потоа и да го заштитува и перманентно се грижи за него. Ги почитуваат ли граѓаните токму овие правила? Се трудат ли тоа што е заштитено да остане така?
да не направат штета ако ништо друго барем. Мислам дека во однос на Националниот парк Пелистер не можеме да се пожалиме за некој вандалски однос на граѓаните. Многу сме задоволни и посебно би ги пофалил колегите планинари, така да ги наречам, кои што во Битола горе-долу по некоја бројка се движи од 500 до 1000 луѓе кои што редовно посетуваат планината и се секој викенд таму, дека со многу голема љубов и грижа се однесуваат и кон растителниот и кон животинскиот свет, секако, како и во секои средини, можни се појави на криволовство или на обид за кражба на дрва и така натаму, но искрено речено не е тоа главната преокупација наша. Значи, немаме такви проблеми за да се занимаваме со самото тоа. Најчесто се занимаваме со заштита на дел од растителните и животинските видови, во зима со прихрана на животинскиот свет, за да може да обстане ако е остра зимата, и не можеме да се пожалиме на односот на граѓаните. Освен во случаите кога од низинските предели околу Пелистер, кога има силен ветер, со несовесно однесување на дел од местното население, се палат одредени стрништа и ниви и потоа тоа брзо се пренесува ако е сува тревата и обраснати простори на површините на Националниот парк и тогаш е тешка борба да се одржи и да се зачува огнената стихија. Тоа е најголемата опасност и ние би апелирале во тој дел граѓаните да бидат многу посовесни. Значи да имаат поинаков третман кон тоа дека ако е низина, тоа 2 километри може веднаш ветрот да ги надомести и да стигне за 5 минути до парк. Еве да позборуваме малку повеќе и за флората и фуната која што имаме токму на Националниот парк Пелистер. Кои се сите оние, сите сигурно дека не можеме да ги наброиме, значи има многу растенија, многу животни, нешто што би издвоиле од она доколку сакаат луѓето да дојдат, што можат се да сретнат токму во овој Национален парк? Видите, во поглед на бројката има околу над 900 ниски растителни видови. Со се високите растителни видови бројката стигнува до 1200, ако и лишаите и габите се додадат можеби 1500, тоа ви е бројка некаде од 30 до 50% од целокупната флора која постои во Република Македонија. Што се однесува до животинскиот свет, живеат 41 вид на животински видови, негде 10 до 15 видови на влекачи, водоземци 10 видови, има неколку видови кои што живеат во двете езера, тоа се 3 типа на ракчиња, едниот живее и во двете езера, а по едно различно во тие две езера, големото и малото. Тоа покажува дека постои одредено богатство на животински видови, од кои најдоминантна кај нас како символ е мечката, затоа што има по најголем број, и Пелистер може да се смета за едно од царствата на живеелиштата на мечката во Република Македонија. Ние со тоа се гордееме, бидејќи долги години бројот на мечките се зголемува, бројот на црни, елени и на други животни, да речеме од тој тип, исто така се зголемува и е заштитен и на наша среќа можете да се сретнат која шетате низ Националниот парк. Бројот на дивите кози е помал и тоа не е некој хендикеп. Бројот на рисовите, односно рисот ни е дискутабилен, бидејќи имаме само една ноќна фотографија, односно 3 ноќни фотографии, има една снимка од скриените камери. Со Македонското еколошко друштво од Скопје направивме обид со уште 20 камери плюс нашите 9, беа 10 една украдена, да успееме да го снимиме и во текот на денот, но такво нешто не се има случајно се уште. Очекуваме дека еден ден ќе го имаме и рисот. Ќе излези таа ексклузивна снимка, ќе има. Но можам да кажам дека една од најубавите фотографии на скриената камера е фотографијата на нашата мечка, која беше пренесена и на нашето заедничко работење со парковите Динариди, каде што во билтенот на парковите Динариди беше сместена и таа како убава фотографија од мечка направена во живо, секако од скриената камера на Пелистер.
Во текот на годината сигурна сум дека имате многу проекти, еве како што споменавте со вакви размени на фотографии, секако соработки со останатите национални паркови. Од она што еве јас можев нешто да најдам во месец ма имавте многу проекти, едукативна средба со представници на локална самоуправа, Источен плански регион. Колку сте задоволни од реализацијата на сите овие проекти? Па ние сме задоволни, колку се задоволни граѓаните и колку може да го видат тоа е знак на прашање, бидејќи често пати проектите подразбираат не само реализација, туку и финансиска поддршка. Значи, бидејќи ние работиме исклучиво на само финансирање, не сме на буџетска основа, немаме таква поддршка, да речеме голема, освен еве да кажеме минатата година дел од патот се асфалтира од детското одморалиште до информативниот центар, што е придобивка и благодарност кон владата. Очекуваме дека и другата делница ќе биде направена, за да може да се овозможи поголем развој на туризмот. Имавме пред 2 месеци еден проект кој што уште не сме го дореализирале од објективни причини. Се однесува на училница во природа. Това беше еден тип на варијанта на едукација по принципот на швајцарскиот научник Песталоци, по кои некои училишта имаат и своји имиња, за настава во природа, и тука изведувавме настава на 3 наврати со ученици од Гоце Делчев училиштето, од Коле Карински училиштето и од Арсени Јовков од Ресен, бидејќи и Ресен, односно таа општина, спаѓа со дел во Националниот парк Пелистер. Задоволни сме за тоа што кај децата постоеше голем интерес за таа настава и во иднина кога би можеле да обезбедиме дополнителни средства од друг некаков проект, ние би отишле и на варијанта да имаме редовни контакти со училиштата, за тие редовно да може да испраќаат дел од учениците во таа посета. Еден од проектите со кои аплициравме на Интеррег програмата со Република Грција преку граничната, во едниот од проектите е предвидена и таков тип на пообемна, поголема едукација. Дури баравме и средства да ни се овозможи за набавка на едно возило со кое би можеле ние да изведуваме и, да речем, туристички, но и секојдневни тури, бидејќи нема редовна линија помеѓу Битола и хотел Молика, односно нашиот информативен центар. Тоа го побаравме да влезе и во планот за развој на ЛЕАП, новиот што се подготвува од страна на општината. Се надеваме дека таква редовна линија ќе биде воведена и со тоа ќе се подигне нивото на посета на Националниот парк. Го посетуваат ли, станува ли Националниот парк Пелистер се посакувана дестинација не само за битолчани, туку и сите оние туристи кои што доаѓаат токму во овој град? А нас не радуваат две варијанти во последно време. Едната е развојот на формата на авантуристички туризам, каде имавме неколку посети на туроператори и специјализирани новинари за таа намена од светот, од различни дестинации, вклучувајќи дури и Австралија. И очекуваме дека со нивните написи и таа промоција, дека наблюдувањето на мечки и друг дивеч во Националниот парк ќе стане една од главните атракции во иднина за, како да речем, високобуџетните туристи, оние кои доаѓаат и сакаат да го поминат денот заедно со ренџерите, односно со чуварите во заштитеното подрачје. Тоа е едниот сегмент на кој посветуваме внимание. И втората работа која што за нас е пријатна или благопријатна е тоа што секоја година како се зголемува бројот на туристи кои присуствуваат, односно доаѓаат на Охридското езеро и таму летуваат, одвојуваат на своја варијанта и еден ден или до 2 дена за да посетат и Битола, но да посетат и Пелистер, и при тоа имаме и една позитивна иницијатива од нивна страна, значи не им е доволно Охридското езеро, Галичица како национален парк, туку слушнале за Пелистер, научиле нешто, сакаат и тоа да го видат. И тоа е добрата страна што од збор на збор се шири, да речеме, нека пропаганда позитивна, од тие што дошле па тоа го шират. Последните години имаме покрај нашите, така да речем, гастарбајтери, односно доселеници, кои што се враќаат во родниот крај и тоа го пренесуваат понатаму и го посетуваат нашиот информативен центар. Во анализата која што ја правиме во информативниот центар, добар дел од тие туристи се од Финска, од Холандија, од Израел, од бившите југословенски републики,
или сега држави, така да сме задоволни, но тоа не е некоја масовна посета, бидејќи тука нити проаѓа некој масовен автопат голем со некоја можност да останат да одморат, ниту пак туроператорите нашле за згодно покрај посетата на Битола да вметнат уште 2 часа престои на Пелистер. Тоа ни е тешка задача, се обидуваме да ја реализираме, но секако економскиот интерес, нив, временската можност, можда не им дава, па уште не сме успеале да најдеме некој кој што тука ќе биде заинтересиран. А како нашиве граѓани реагираа на тоа? Знам дека беше воведено нели наплата за влез во Националниот парк Пелистер, не станува збор за некоја огромна сума, но сепак ние како граѓани сме такви. Како реагираа граѓаните токму на оваа промена кога ја направивте? Се зголеми ли бројот на туристи или имаше тука некој си благ пат што не верувам дека сигурно се случи? Немаме некоја драстична промена заради тоа, иако имаме приговори заради тоа, имаме реакции заради тоа. Свесни сме дека ако веднаш ја воведевме целата наплата како што тоа го направи Галичица, кој сака да оди на Свети Наум и да ја помине планината преку Галичица, тој мора после да плати затоа што нема кај да оди. Ние, знаејќи дека во Битола има голем број на планинари, голем број љубители на планината, и знаејќи дека битолчани Пелистер си го сметаат и за една локација за собствено разладување во зима и за рекреација и за спортување, отидовме со една помалку ригорозна мерка, воведовме само наплата за возило, што значи сакавме да го компензираме и онај дел каде што се загадува околината. Или тие штом доаѓаат со моторни возила ја загадуваат околината и редно е за тоа нешто и да се плати. Од друга страна, законската обврска од 2006 и нас не обврзува Законот за заштита на природа да ја спроведуваме таа мерка, донесена со одлука на владата и ценовникот и обврската за наплата на влез во Националниот парк. И покрај негативните реакции на јавноста, нормално, каква е кризата за живење, така се зголемува и отпорот кон плаќање за некои работи. Но, се навикнаа тие што сакаат да доаѓаат. Најголеми бунтовници се оние кои 5 години не дошле на Пелистер. Мислам, низ разговори и притисок на јавноста кон нас и која ќе не сретнат, само за тоа се зборува. Кажавме нешто за проектите кои што ги реализирате. На самиот крај од овој наш разговор, јас нема уште многу да должам, затоа што се надевам дека ќе се оставиме една прилика за повторно да имаме зашто да ве викнеме токму во утринската програма. Кои се проектите кои што за Војднина ги најавува Националниот парк Пелистер, што е она што се планира сега за Војднина? Па ние денови ве испративме една варијанта на планинарски патеки 17 до Агенцијата за развој на туризмот на Република Македонија, со сите детали да може и преку Google да се отвори, да се види релацијата и така натаму. Се надеваме дека сме парк со најбројни патеки во таа опција на поддршка за развој на туризмот во Република Македонија и очекуваме наскоро и за одреден број на велосипедски патеки тоа да биде направено. На среќа на редовните посетители од Чешка, од Австрија, од Словенија, од Полска кои што доаѓаат со велосипеди и спортуваат на Пелистер. И се надеваме дека во тој дел ќе успееме да направиме со дополнителни наши напори, средства или со добивање некој дополнителен проект и нов пропаганден материјал за да може да допреме до секој од туроператорите и оние што сакаат да го посетат Пелистер. И на тој начин да овозможиме поголема атракција и поголемо присуство на туристи и посетители. За нашите граѓани би сакале да имаме можност во секое време да бидат обновени патеките, да бидат страничните делови поправени, бојадисани, да се стават нови табли. Но за жал, на детската патека некни констатиравме сакајќи да ги промениме со тој проект за едукација, да ги промениме таблите, дека скоро секоја табла е оштетена физички со нож или со друго некое средство. Не гледаме зошто, но тоа се случува. Така да би сакале да имаме повеќе посетители, би сакале да дадеме многу повеќе енергија на привлекувањето нивно, но би сакале да ги замолиме и граѓаните малку повеќе да покажат љубов кон она што е наше заедничко добро.
Се надевам дека токму тоа успеавме да го направиме ова утро со тоа што еве одблиску малку ги запознавме со се она што може да го сретнат, да го видат во Националниот парк Пелистер, па можеби еве викендов е пред нив, ќе дојдат и ќе го посетат токму ова место кое што ни е толку блиску, а можат да си поминат убаво и да се релаксираат. Ви благодарам уште еднаш за издвоеното време ова утро кое што еве го направивте за нашата утринска програма и се надевам дека ќе бидеме дел од некоја експедиција, дали во наблюдување мечки или некои од другите животни кои што живеат токму овде. Мислам дека наскоро ќе бидете вклучени во таа варијанта, бидејќи сакаме тоа наблюдувањето на мечки да го направиме и да биде и за нашите домашни туристи, да не биде само за странци, ќе направиме и некоја редовна тура. Со задоволство ќе дојдеме. Благодариме и за поканата.